Звегор, најголемото делчевско село, на само 5 минути од градот и исто толку блиску до границата со Бугарија. Големите куќи во Звегор асоцираат на тоа дека домакините овде ја планирале иднината, но животот и плановите не се секогаш на истата страна. Дојде време да човек, кога ќе излезе, да нема со кого да се напие едно пиво во пrodavницата, да размени неколку збора, бидејќи селото се испразни. Ова е домот на Ванчо Новоселски. Деновите ги поминува во дружба со своите миленичиња и во одржување на градината. Моите соседи, мал број се тука, поголем број ги нема. Така да, оваа куќа делумично иселена, младите се во Германија. Оваа куќа празна, иселени. Тамо куќава иселени Словенија. До незе куќава делимично празни, до Швајцарија иселени. Значи, секој негде веќе полека, но сигурно се иселува од село. Од професор по историја и просветен инспектор, Ванчо останува без работа. Тогаш почнува да се празни неговиот дом. Двата сина му заминуваат во странство. Едниот се надева привремено, додека е на студии во Бугарија, но другиот, најверојатно за секогаш, со новото семејство во Швајцарија. Снаоѓањето на овие млади луѓе е на тој начин, да земат бугарски пасош и да заминат од сопствената држава. На истиот начин замини мојот син, откако висок функционер на власта, мене лично ми кажа додека е оваа власт за мене и за мојата фамилија, вработување веќе нема. Тогаш Ванчо посегнал по истото решение за да му овозможи школување и на помалиот син. Сезонски работи во Италија и во Швајцарија. Изови бугарски пасош и на тој начин заминав за Италија 2015 година. Така и денеска само со бугарски пасош те примат и во Швајцарија и во Италија и во другите дестинации каде што нашите се иселуваат. А до бугарски пасош стигнав преку Делчо Гошев. Делчо Гошев, во Делчево познат како Делчо Транс, е човекот кој за многумина е првата станица на патот до Европа. Помагам на луѓето кои сакат да земат бугарско државенство. 16 години го тоа работа, уклучил сам целата моја фамилија, значи моите деца и жена ми сите помагаме за околу добивањето, објаснуваме на луѓето, водиме ги, им кажуваме кои документи, што документи треба да подготват, кажуваме им колку се трошковите, колку се давачките и во награда за целата таа работа им наплатиме само за услугата, за помагањето и за возењето. До пред 7-8 години бараше исклучило младите. Но сега има луѓе кои на 50, на 55, па дури на 60 години. Има луѓе кои децата се им отишли, внуците се им останали по Италија, по Германија и сега што ќе барат, ќе останат тука. Значи зимат и старите бегат. И поврат, дали ќе има некој пат, еден Бог знае. Ова зимско утро група луѓе организирано ја напуштаат Македонија. Го прават својот прв чекор кон иселувањето. Аплицираат за бугарски пасош. Заедно со нив тргнуваме од Делчево за Софија. Денот за Делчо и за неговото семејство почнува уште од рани зори. Тој и неговиот син уште пред да се раздени ги имаат првите патници за Бугарија. Според проценките на Делчо, во последните 15 години патот до бугарско државјанство го поминале најмалку 90.000 граѓани, но убеден е дека бројката е поголема. Искористиме привилегијата на Бугарија што можат да работат и да се движат по Европа слободно, дека дел од нашата држава луѓето најдеа спас. Што мислите ако беа сите тие млади
тие 90.000 жители, а не са 90.000 имат земено бугарско државјанство. Но сите са си повлекли жените кои имат македонско државјанство, но се ги повлекли по странство и ги регистрират, имат право да престојат во државата и са си повлекли и децата. По 2 часа пат пристигнавме во главниот град на Бугарија. Веднаш позади палатата на председателот на Бугарија се наоѓа и Државната агенција на бугарите во странство. Таму секој кандидат за државјанство најнапред треба да приложи доказ дека тој или неговите предци имаат бугарско потекло. Оние кои ќе докажат дека се бугари, ќе бидат повикани на интервју во Министерството за правда. А таму не пречека оваа слика. На ова место, поточно од мојата десна страна, се наоѓа Министерството за правосудство на Република Бугарија. Тука секојдневно редици граѓани чекаат да аплицираат со молби за што поскоро да добијат бугарско државјанство. Некои од нив чекаат дури и до 1 година за интервју. Поради големиот број на кандидати, интервјуата постојано се пролонгираат. Државјанство се добива дури по 2 години, но и подолго. Оние кои се во неизвестност кога точно ќе добијат државјанство, не се расположени да зборуваат. Само на кратко. Но Венцо Стоименовски од Делчево, чија процедура е завршена, е расположен за разговор. Не ми треба македонски веќе. Јас моите иднина за веќе сам ја нашел надвор од мојата држава, надвор од мојата татковина, како и сите тие тука што чекаат, тражат спас во странство, некаде кој каде има среќа. Може би ќе треба да служат војска младите. Ако треба војска, ќе им ќе служи. Кој ќе остане во Македонија? Ќе си доваѓаме ние на одмор. Немам коментар. Тоа нека се свестат нашите власти во Македонија. Освен македонци, за бугарски пасоши аплицираат и соседите од Србија. Таква група донела и Виолета, бугарка омажена во Србија. Вели дека не работи како посредник, туку им помага на пријатели. Многу документи се, многу доказване. Има хора които директно си имат, напримерно, документ, който доказва, че има българският происход, но има хора, които доказват от прабаба, от прадядо. Значи там трябва всичко да върви последователно до този човек, който търси гражданството. Плюс удостоверението от съда, удостоверение от полицията, лекарско удостоверение и някъде се събират към 10 документа, които трябва да бъдат преведени, легализирани, даже някои заверени при нотариус, с които едни остават в Държавната агенция, другите идват тук в Министерството. 350, зависи колко документи са. А на бугарите воопшто не им пречи што им доаѓаат македонци. Добре дошли. Ние сме една земя, ние народ сме. Какво по-хубаво от това? Македония, ако влезе в Европейския съюз, никой няма да дойде тук да търси паспорти български. Нашите соговорници од Софија се согласни. Исти сме во маката за вработување. И бугарите иднината си ја гледаат далеку од дома. Мисля, че в чужбина ще успея да си намеря по-лесно работа и да се уредя в живота. Не е лесно. Доста млади отидат в чужбина, търсят по-добра реализация. Според неколку истражувања, младите од Македонија, Бугарија ја искористуваат само за влез во ЕУ. Но има и такви кои веруваат дека нивните корени се бугарски. Зборовите македонеци и бугарин според мене не се исклучуваат или не се во конфликт. Да, јас сум македонец, македонски државјанин, но моите предци се етнички бугари. Вие како се чувствувате? Јас сум македонски бугарин. Петар често патува на релација Скопје-Софија. Тука во Скопје го води Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство. Во Бугарија пак вели дека си има други бизнеси.
Кога размислувам за проектот Скопје 2014, мислам дека во оваа така шарена палитра од споменици му недостасува еден убав и голем споменик од благодарност кон Бугарија, еден споменик за Бугарија, точно кога разговараме за тие државјанства. Затоа што представете си, ако тие луѓе немаа бугарско државјанство и беа овде во Република Македонија, каков социјален немир ќе имаше. Истражувањата за причините за емиграција покажуваат дека луѓето не заминуваат само поради можноста за напредок во кариерата. Професорот Ѓорги Тоновски вели дека луѓето од Македонија си одат во обити за сурова екзистенција. Доколку продолжи овој тренд, истражувањата покажуваат дека ние ќе се најдеме во позиција оваа земја да биде прогласена за територија, а не држава. Заминуваат со мислата дека нив некој ги избрка од родната земја, дека тие им се непотребни на Македонија, бидејќи ако си ги сакаше Македонија ќе ги задржеше овдека, со напомена дека сепак во Македонија во овој момент побитна е партиската книжка од било какви вештини, знаења, умења, професии. Тоновски вели дека доколку ваквата состојба итно не се лекува, оваа генерација ќе остане нем сведок на екзодусот во Македонија. А додека се чека лекот, оние кои останале се надеваат дека еден ден сепак нивните ќе се вратат во татковината. Ќе се борам до крај за да младите се стопираат да не се иселуваат како мојот син, како синовите на комшиите, да почне да се живее еден пристоен живот во Македонија, да се живее еден нормален живот во Македонија и дај Боже да се вратат младите, да си живееме заедно овдека во Македонија.